Павлов не само што во 2009 година во караванот Зиме ја најави промената во Северна Македонија, има и нешто друго да ви соопшти, за да знаете каква битка сме воделе ние во Нашево, Кочани и низ цела Македонија, и дека сето она што се прави и што се правило кон Владо Павлов си имало посебна цел, за кој што јас објавив дека од вчера сите со име и презиме ќе бидат објавени кои што им служат на сектата. Независно дали се тоа лица блиски на Владо Павлов, блиски на негови блиски соработници, независно дали се од Скопје, од Битола, Охрид, Прилеп, Кочани, сите ќе ги имате со име и презиме кои ја блокираа активноста на Владо Павлов во поглед во битката против злото, на кој што на жалост институциите подбација, на кој што на жалост и УВР Кочани многу толерираше, а веќе денес гледаме дека имала посебна цел, зошто го толерирало сето тоа што се правеше со Владо Павлов од јасно појасно. Слушнете внимателно. Но ми испрати работничка книжка без ден стаж и благодарам не тука, нека и служи на чествани, затоа не за референдум, не за промена име и не за преговори со нашиот Јуџен Сокет, бидејќи тоа е нивна потреба. Веднаш, јас ве уверувам дека ритуалите на Црното козле ќе паднат. Уште еднаш. Слушайте внимателно. Ве уверувам дека ритуалите на Црното козле ќе паднат, бидејќи обвинот со двата рога доаѓа. Ве уверувам дека македонецот се моли да го воскресне нашиот восководец, нашиот Божи син Александар Тети Македонски. Ве уверувам, немојте браќа и сестри мои македонци, и највак да ви паѓа небото на главата. Немојте ве. Еднаш, јас ве уверувам дека ритуалите на Црното козле ќе паднат. Ова е доказ за битката на Владо Павлов и за неговата војна која што спроведува против злото и во кој што учествуваат многу лица од цела Македонија во оваа секташка организација, каде што јасно и главно кажувам дека ритуалите на Црното козле ќе паднат. Уште еднаш и имајте убав ден. За преговори со нашиот Јуџен Сокет, бидејќи тоа е нивна потреба. Еднаш, јас ве уверувам дека ритуалите на Црното козле ќе паднат, бидејќи обвинот со двата рога доаѓа. Ве уверувам дека македонецот се моли да го воскресне нашиот восководец, нашиот Божи син Александар Тети Македонски. Ве уверувам, немојте браќа и сестри мои македонци, и највак да ви паѓа небото на главата. Немојте, ве молам. Поздрав. Ова видео е 2009 година. Како учесник во караванот за неминување на името Македонија. Потомци, во случајот со нашата татковина Република Македонија, не Северна Македонија. 2009 година. За сите онија на кои што не им е јасно, а им е многу јасно зошто главната секташка организација на Црното козле толку силно крена против Владо Павлов. Знам, не ме разбирате. Знам. Ама дефинитивно, поклониците на Црното козле се онија кои што се уфрлени и кои што се исчистени од Владо Павлов сите до еден. И каде што од вчера обеќав самиот на себе и на Бог
дека сите со име и презиме ги имате. И започнав од судија на кој што треба да има потекло за имот, од лице кој што сектата го чува и од лице од Увара Кочани кој што се правеше дека ништо ни слуша ни гледа. А такви има многу. Продолжуваме најсилно со вистината за Македонија, со делата во една страшна битка која што сме воделе не од вчера, туку години уназад, за кој што и во ова видео споменувам. Тачно дека поминав многу подобрански скокови, но ми испратија работничка книжка без ден стаж. Им благодарам, не кукам, нека и служи на чест на нив. Затоа не за референдум, не за промена име и не за преговори со нашиот Јужен сосед, бидејќи тоа е нивна потреба. Еднаш, јас ве уверувам дека ритуалите на Црното Козле ќе паднат, бидејќи... А што е секта, ако не е поклоник на ритуалите на Црното Козле? Да живее нашиот војсководец, да живее светлината, да живее доброто и конечно да победи против ова зло во интерес на сите нас, родителите во цела Македонија, посебно во Кочани. Ова е доказ за нешто кој што многумина се правеа дека не знаат, за нешто кој што многумина знаат дека не случајно сум бил ставен и се уште сум ставен на жилотина. Без влакно на јазикот и без пардон. Сите со име и презиме ги имате кои што го блокираа овој процес. Дали се работи за блиски мои соработници, дали се работи за сопруги на мои блиски соработници, дали се работи за сопрузи на мои блиски соработнички. Сите со име и презиме за спас на Македонија. Огненот со двата рога доаѓа. Ви уверувам дека македонецот се моли да го воскресе нашиот војсководец, нашиот Божи син Александар Трети Македонски. Ве уверувам, немојте браќа и сестри мои македонци, и најваш да ви паѓа небото на главата. Немојте, ве молам. Одра. Караванот е во 2009 година во мојот роден град Кочани, каде што покрај другите градови, овој митинг е во Кочани, каде што моите сограѓани карши мене, каде што се кафичите, негде околу 90% не станаа на химната кога го започнавме овој митинг за да не го смениме името на Македонија. Продолжуваме најсилно со вистината, сите со име и презиме, без пардон и без влакно на јазикот, на ова секташка организација која што е толку длабоко навлезела и има посебно нејзино влијание во целиот систем на Република Македонија и она која што целосно одработува за јужниот сосед и им сметаат вакви објави во минатото, им сметаат вакви македонци имаат за цел да ги уништуваат. Сите со име и презиме ќе ги имате на профилот на Владо Павлов, за кој што морам да признаам дека посетеноста не паѓа, туку напротив останува иста и се зголемува. А тоа е она во кој што сите вие верувате, тоа е она за кој што ние си дадовме збор дека имаме цел да дојдеме до Великден до 2 милиона посетители, а потоа како даде Бог, така да имаме се повеќе и повеќе поклоници на нашиот војсководец, на нашата светлина, на овенот со подвините рогови и на вистината и правдата. Денес имаме 1.220.000 посетители, а тоа е она што е нашата цел, поради кој што морам да признам уште едно, поради кој што секташката организација работеше толку
за да го избрише вчерашното видео во Facebook, но затоа тимот на Владо Павлов будно ги следе сите видеа на Владо Павлов, затоа што знаеме уште во минатото со кого имаме работа, затоа што ги знаеме лукави, затоа што ги знаеме сите лукави сценарија и лукави действија на оваа секташка организација. И еве го видеото, го имате првото видео, сите со име и презиме, ставено на YouTube, каде што секој денес можете повторно да го видите, идентично како ова видео кое што именува и Александар Божиновски го брише од YouTube, затоа што овде ја имате целата вистина за сето она што Владо Павлов го правил и за сето она зашто е избришено од YouTube и на кого му смета ова вистина која што ја имате со ова пирамида Македонија во Јурумлери. Очекувате следно вклучување во живо, каде што ќе го имате поклоникот на дојавите, каде што ќе го имате решението од Управен суд и сето она што поклоникот го правил за она против Владо Павлов со помош на секташката организација во Кочани и со помош на УВР Кочани, каде што Владо Павлов е правен се и се што, поради кој што и правен и претресот, само се со една цел да биде уништен, па и по потреба, ако треба, и да биде мртов. Стоп на секташката организација!